Малешнет вести. Полицијата организира се повеќе контроли, а пијани возачи има се повеќе. Лани тие биле за 17% повеќе од претходната година. Во бројки, лани сообраќајните служби алкохол утврдиле кај 831 лице, а една година пред тоа 713. По градови, најмногу пијани возеле во Штип, дури 393, а најмалку во Виница, само 42. Зошто возачите задволено седнуваат со алкохол во крвта? Тогава мислат дека имат некоја виша сила. Тогава земат си некоја нина слобода. Тоа е родителите што купуваат многу скапи коли. Оти дават многу скапи коли и они ја злоупотребуваат нивната доброта. За големи проблеми треба сосема малку алкохол, тврдат лекарите. Предизвикува намалување на моторните способности на лицето, намалување на ориентационите способности, проблеми со видот, со слухот, значи сите активности кои ги изведува се успорени. Значи ли ова дека полицијата ќе превзема дополнителни мерки? Контролите од страна на МВР, односно СВР Штип, ќе бидат зачестени. Последна контрола беше во саботата вечерта и се констатирано дека се уште возачите конзумираат алкохол и возат. Откриени се 11 прекршоци за управување на возила под дејство на алкохол. Ова значи и ригорозни казни. Од 0,5 промили, каде што е дозволено за возачите аматери за управување во секојдневно во сообраќај, до 1 промил алкохол и 250 евра во денарска противвредност глобата и следува исто така заштитна мерка забрана за управување со моторно возило од 3 месеци. Како се наголемува количество алкохол во организмот, така се зголемуваат и казните, односно глобите. За високите казни знаат сите возачи, но се поголем број од нив сепак ризикуваат. Во овој случај еве уште еден податок. Алкохолот при возење е причина за 60% од сообраќајните незгоди и 30% за смрт во нив. Да се прифати толкав ризик и одговорност, оправдување нема. Со напомена, несреќите не секогаш им се случуваат на други. Кога тогаш, редот ни доаѓа и на нас.